Сетка Аптански предизвик е една од најтешките предизвици и трки во историјава на едрењево. Самиот предизвик, изградбата на брод, должината и големината на брод, капацитетот на брод и самото едрење соло без надворешна асистенција преку океан ја прави оваа регата така позначајна за останатите надпревари. Во четвртата едиција 18 луѓе беа пријавени, од кои 10 успеавме да се квалификуваме, од кои само 6 успешно ја завршија регатата. Целокупно ми одзема 4 години спремање, од кои вклучува бродоизградба, припреми и квалификации. Лично мене квалификациите ми траја некаде 5,5 до 6,5 дена, за да ги извозам 400 милји, а целокупно поминав некаде 3 недели во Албанија, пошто се справував со лоши временски услови, исто така и поправки и оптимизација на едрилицата. Од емотивна страна немав некој проблем, окей сум соло и подолго време да останам на отворени води. Како што знаете, веќе едрилицата е 5 метри, така да волуменот и просторијата што ја имам натре е конечна и ограничена. Така што јадењето, пиењето, резервната опрема, алатите за поправки, све треба да бидат многу точно искалкулирани за да немаш дисбаланс на целата едрилица. Така што мојата храна и мојата вода е буквално израчуната до грамажа. Пиењето за многу луѓе е предизвик, али ако со време се адаптираш нема да имаш многу голем проблем. Обично спијав 4 до 4,5 сати во денот, поделено на 24 сати. По завршувањето на првата етапа, каде што завршив трето место, после 2 недели пауза ја почнавме главната трка, односно од Канарски до Кариби, каде што четвртиот ден веќе почнав да се соочувам со посериозни проблеми од типот на примање вода, додека петтиот ден вечерта се разбудив со некој звук, тоа резултираше во загуба на мојот аутопилот. Аутопилотот е клучен фактор за секој соло едриличар. Не беше лесно, али сепак безбедноста ја ставаме на прво поле и со тешко срце одлучив дека ќе преминувам према островот Сал, Кейп Верди. Сега сум дома, сакам да одморам, да се стабилизирам, да ги видам кои ми се можностите за потака и евентуално да продолжиме со тоа каде што сме останати.